Факултетот за образовни науки во соработка со Фондацијата Чекор по Чекор реализираше обука на студентите за користење на специфични инструменти кои можат да се користат во образовниот процес. Обуката беше дел од проектот кој го реализира Фондацијата Чекор по Чекор, а директорот Сузана Киранџиска истакна дека оваа обука на студентите е од исклучително значење, бидејќи ќе ги подготвува за сите новитети со кои ќе се сретнат во иднина. Целта на овој проект е да се поттикне јазичната и математичката писменост кај децата од почетните оделенија и за да ја реализираме оваа цел ние имаме неколку компоненти. Првата компонента е проценка на јазичната и математичката писменост кај децата од почетните оделенија, потоа имаме две компоненти кои што се многу врзани, едната е за професионален развој, а другата е за создавање на заедници за учење, каде што сакаме наставниците кои што работат со децата во почетните оделенија да користат методи кои што ќе им помогнат на децата подобро да ги развиваат овие вештини. Четвртата компонента е за дигитални содржини, каде што направивме избор на околу 20 сликовници, кои што ќе бидат отпечатени во хард копија и кои што ќе бидат исто така прилагодени во аудио и видео содржини и кои што ќе бидат достапни на нашата веб страна за сите оние кои што се заинтересирани да ги читат овие сликовници. И последната компонента е за соработка на училиштата и заедницата во подобрување на јазичната и математичката писменост, бидејќи сметаме дека јазичната и математичката писменост се навистина битни за целокупниот интелектуален развој на децата и затоа треба сите да бидеме вклучени во тоа. Во рамките на оваа компонента имаме разни средби со познати личности кои што одат во училиштата, ги посетуваат и кои што им читаат на децата од овие избрани сликовници, а исто така најново е што направивме едно патувачко комбе, кој што е наш читачки караван, караван на бројки и букви со кој што ќе одиме во училиштата и со кој што исто така ќе ја промовираме јазичната и математичката писменост. Во рамките на проектот воспоставивме и соработка со сите педагошки факултети, бидејќи сметаме дека студентите треба да ги запознаеме уште во текот на нивното студирање со она што се случува во училиштата, за да можат кога ќе бидат во училиштата веќе да бидат и спремни за тоа кои се новини се применуваат во училиштата. Веруваме дека ова ќе биде многу значајно и за нивната педагошка пракса и за тоа како они понатаму ќе се прилагодат и ќе се вклучат во училиштата. Изјави Сузана Киранџиска. Професорите од Факултетот за образовни науки се исто така задоволни од соработката со Фондацијата и можноста студентите да ги развиваат своите знаења и вештини преку реализација на обуки од ваков тип. Станува збор за проект кој што е во фаза на реализација, каде што Факултетот за образовни науки и посебно студиската програма за оделенска настава се вклучува активно во реализацијата и поддршката на овој проект. Ова е од исклучителна важност за студентите, идни наставници во воспитно-образовниот систем на државата, каде што ќе можат во текот на своите студии веќе да стекнат вештини, знаења, способности со кои што ќе можат да се соочуваат веднаш во влегувањето на образовниот систем како наставен кадар. Ова е одлична можност која што ја прави Фондацијата Чекор по Чекор и каде што се воведуваат веќе активности преку таблетите на начин на кој што образованието се движи во една насока во која што еден поголем дел од активностите ќе бидат токму во таа насока. Од тука факултетот дава целосна поддршка и ова е само една од фазите која што ќе биде вклучен факултетот. Се надеваме понатаму дека еден поголем дел од активностите и на наставничкиот и на соработничкиот кадар ќе даде свој придонес во реализацијата на овој проект. В рамките на проектот НУКСЕ за читање до лидерство беа изработени два инструменти за процена на јазична писменост и за процена на математичка писменост. Двата инструменти се изработени за две оделенија, за второ и за трето оделение и на два јазика, на македонски и на албански јазик. Денеска со студентите ги вежбаме овие два инструменти и вежбаме како се задаваат со помош на таблет компјутери, односно ја поведуваме новата технологија во користењето на тестирањето. Изјави професорот на Факултетот за образовни науки доцент доктор Кирил Барбареев. Студијата ќе се спроведува од 19 до 30 мај во 41 училиште со помош на 85 тестирачи, педагози, психолози и наставници. Меѓутоа ќе бидат вклучени и наблюдувачи кои ќе го следат овој процес. Студентите од угада ќе бидат вклучени во процесот на тестирање и ќе имаат можност да го наблюдуваат целиот процес.